Здраво, дечки, добре дојдовте во нова епизода. Немаме подкаст снимено 50 години, ама нема врска. Се договоривме да се сними подкаст, Андреја реши да се покани сама, да дојде. Реши да го спасува подкастот, пошто очигледно е дека со Васил не можеме сами. Треба трета, четврта, пета рака. Да, и нема и женски нема. И женски немало. И тоа е. И еве, каков муавет, униформирано денеска, одлучивме да збориме за тоа што ти е тебе желба. Желба ти беше за спорт, за разни теми. Има милион теми, што ќе си збориме. Фудбал, таму, све. Да не набројувам. И да се представам. Да, можеш комотно толку воведот. Само на почеток да кажам да не биде све на крај, секојаш на крај. На почеток ќе кажам, стајте едно сабскрајбче, стајте едно лајкче и така. И ти кажуваш некоја бројка си сакала да кажеш. Каква бројка? Бројка некоја 100 лајка, 200 лајка. А да, ако ова видео има поише лајка од видеото на Томато Макбенг, Томато, те повикувам на следен подкаст да дојдеш у Шорцеви Бостон. Тоа е Кој тоа. се знае. Челендж. Добро, ништо е, представи се на публиката. Кажи кој си, што си, зошто си, како си. Здраво, јас сум Андреја, имам 23 години, со водителиве се знам подолго време, со Климе се знам уште од мали, Цел живот. со Васил се знам колку што идеме, да, Васил ми е дечко и денес дојдов да го спасувам подкастот. Да, така. Да. Ќе почнеме. Пошто Томато им прокоментира дека не носеле женски на подкаст, па и јас решив да го скршам мразот и... Да, ти го кршиш мразот, па ќе видиме натака, може и некој други ќе... Повлечам, Да. дека не сте... Ајде, не кажам нешто. Епиперки. Добро. Ајде, значи, ништо се представи, шо може друго нешто, ако сакаш дополнително. Студирам на Технолошко-металуршки факултет. Поздрав до факултетот. Да, поздрав до факултетот. И до Финки поздрав. Не. Требаше да завршам од таму, ама... Добро. Имам уште еден испит, на Тие крај се сум, некои, да. на крај сум. Поради некои причини. Поради тоа е некои тоа. причини каснам, ама Да. ќе биде валјда. До септември, валјда. Не Здравје. знам, ако сакаш ќе почнеме одма со темите. Може. Добро, значи вака се одредивме денеска, ќе збориме, тоест ќе дебатираме. Ствари, немаме реално многу ние да дебатираме, пошто се согласуваме за Да, зистите 95% од стварите. Ама можеме да им ја убациме дебатата, пример со Коста, со Томато. Со Коста, со Томато, со можеме да Срки, се со надовесаме Срки, сите да, што да, беа да, за спорт. Да, се согласуваме 90 и колку е 5% нека биде. Добро, за баскет не се согласуваме. Добро, за баскет, ама пак тука сме за фудбал, тука сме за не знам за формула, за баскет, ете, не сме се согласувале, добро, ќе видиме зошто. И тоа, ете, ќе почнеме за фудбал. Барса имаше сјајна сезона. Ете, ќе кажеме прво, тук ствари малце спойлер направив, ама добро. Треба да кажеш за кој си у фудбал, зошто си за нив и така. Па, јас навивам за Барселона. Навивам за Барселона уште од мала. Зошто, како почнав? Не памтам точно, ама Прво деление. знам дека да, бев многу мала и баба ми и дедо ми така ме вовлекува со нив, гледав Европско првенство 2008, па Светско првенство 2010, па тука негде 2009 почнав да гледам клубови, уште не ги знаев кои што се. Ама знам дека дресовите на Барса ми беа многу убави, така плаво, црвено, како виолетово и виолетово милена боја бев која овие ми се свиѓаат. Плюс ме импресионираше Меси, Тоа е тоа. дриблинзи, она, шутеви и бев која да, нешто овие ги сакам, за овие ги немам. Тогаш и татко ми нешто беше у филм Барселона, па имаше мајца купена Барселона. Не, може требаше да ја донесам, ама ќе ми беше која фустан. Епиперки. Имаше тогаш, па ја зема, па ајде навиваме за Барселона, јавев, па да, Барселона, него нема гајле, он нема за Барселона. Да, више сега, да. Нема врска, него тогаш така почнав и така се загледав, почнав, ти викам прво држави онака. Да бе, и основно беше тој филм од Барса или Реал.
Да, основно Тоа беше тој период. или за Барселона навива, или за Реал и што знам. Памтам ние веќе ги издавам. Реал бели некако basic. Да. Не. Бело јас, нашата Basic- униформа Basic ми беа направи некако бела. бели, плюс Роналдо, хајпо, она, не ми се свиѓаше толку. Така да, ето така, што се тиче клубот, така одлучив еве да навивам и навиваме. Сега да не споменуваме со годините како идеа тоа стресовите. На почеток беше добро, освојуваа све, Да, све победуваа. До 2016. Да. Не, еве, значи кога сме почнале да навиваме, значи 2009, 2010, 2011, 2012, тоа се све години кога освојуваат титули, не све, особено 2009, 2011 све освоија, нели? Да. И после почна 2013, 2014. Добро, 2015 Малце пак се вратија. стресови. Добро, 2015 и од 2015 до оваа година немам видено бел ден, што да кажам, не знам што Добро се. која било која толку полоша, лошо. која од која полоша сезона, ајде како Види, не било. било лошо само у Лига шампиони. У Лигата било окей. Како Сега- почна у Лига шампиони? Со Три- со Атлетико. 3-0, Испаднавме 2016. 3-0, па Јувентус 3-0, Па требаше реално. Ливерпул 4-0, па Лига Европа, Па сега. па Лига Европа, па Па еве сега Лига па шампиони. ПСЖ, па под ПСЖ. Па добро ПСЖ сега. Така. Ембапе. Што се одлучи. Да, иначе може да ја коментираме сезонава. Значи после долго време да Еве, има добра сезона. ќе те прашам за се, мислам за све, за лигите ваха општо и за таха, за Да. играчи посебни. Имам нешто така размислувано од преска. Не мили играш нешто така? Не, општо онака ќе збориме. Пошто преска ми рече спреми се, јас немав Да, многу да се време спремам. да се спремам, пошто Јас и знам работам што и ќе ти- факултет и све. А еве што има време саат и пол два некој да размислам некои интересни прашања. Еве ќе те прашам за падот на Манчестер Сити у Премиер Лига годинава. Ти знаеш што ќе кажам? Зошто? Знаеш што Да, ќе кажам. знам Значи, што ќе Манчестер кажеш, ама, Сити, ете, кој што сака нека те каже, прашам. Манчестер Сити падна затоа што го дадоа Хулиан Алварес. Ама зошто баш тој играч? Затоа што чекај, ај само да го размислам одговорот, знам што ќе кажам, само да го размислам одговорот. Вака сега, значи го имаш Манчестер Сити до таму негде 2005 не, до кај 2010-2011 беа така. Да Беа екипа, ама беа послаби, не беа во конкуренција ништо до освет. И после тоа почнаа да зимаат така подобри играчи од типот. Дојде шејкот. Дојде шејкот, добро, дојде шејкот, има пари, почна да купува играчи Агуеро, Туре, ова, она. Им донесе добар тренер, освоија една титула и сите беа како толку, нема овие ништо да направат, така? Да. Дојде 2016, не, 2017 Да, кога го зема 2016. Гвардиола, значи зема world class на тренер и он си се и се таа разбира година, работата, да. им И- даде, му дадоа 1-2 години, зема, потроши 2-3 милиарди, купи све што можеше да се накупи и направи екипа. Е сега, што ја држеше таа екипа? Таа екипа прво ја држеше, мислам дека Кевин Де Бруйн. Добро. Од него почна тој, така Добро, да кажам, Де Бруйн. rebuild. Да, го зема тогаш од. Он беше тогаш, мислам дека најкомплетен играч. У смисла офанзива, дефанзива, средина, пасови, асистенции, голови, комплетен играч. Сега не зборам за тогаш. Добро. До А пред тоа и некоја сега сезона. што му фали. Па не сега. Знаеш она, се повредува, Добро, па стар. се враќа, се повредува, па се враќа. Да. Мислам и тогаш беше Не ја така. држи формата. И тогаш беше така, една ќе игра 5-6 месеци, 2 асистенции пореда, 5-6 месеци го нема. Па игра пак, ама пак он беше тој играч константно што ја држеше екипата, пошто не можеш ти да се крстиш на страйкер, само на Агуеро. Мора некој да му мора некој да му дава пас, нели? Е сега тука добро направија, значи ги убација и Бернардо Силва, Давид Силва до тогаш исто така. Заборев кој играчи имаше. Па имаше многу играчи, компани беше у одбраната. Добро, одбраната, то компани беше уште пред да Зема дојде овој. Менди го зема како бек после кој Боле- Зинченко кој Не, сакам да кажам од доаѓањето на Гвардиола наваму компани им беше. Компани беше компанијата добро Менди. зема Аке. Добро, Вокер, Вокер. Диаш,
Да. Диас, Аке, тие ги зема Рубен Диас, се Едерсон го зема во сменија, нели? Родри. Нели го избрака Родри, Джо Харт. Родри беше исто Родри, така. да, Родри и- беше Нападот целосно го смени. цимент. Тоа што им направи цимент, напад одбрана тоа што ќе поврзуваш, Е беше па Родри. тоа ќе те прашав, те чекав да ти текне, Родри нели цела сезона беше повреден. Да, ама памтиш, Оваа година. оваа година. Ја не реков Родри, реков Хулиан Алварес, памтиш имаше сезоната пред да си отиде Алварес, Халанд кога беше повреден, Родри имаше добиено црвен картон. Да. Неколку утакмици не играше, мислам дека имаше бен 3-4. Да. Тогаш играчот што ги држеше сите беше Хулиан Алварес. Да. Примети. Голови, асистенции и одбрана секде го имаше. Да, памтам. Секде го имаше. Такмица имаше една со Фулам кај што да е Доби црвен, имаше бен 3 утакмици, мислам дека тие 3 утакмици тешко, многу тешко играше сите. Халанд беше повреден, он ги водеше. Тие три утакмици И да. кои што памтам беа со Палас, Фулам и уште некои само да. Па да, ама Не беа толку лесни, ама не беа ни утакмици. толку тешки. Не беа, не можеш да кажеш со Палас дека е лесна утакмица, пошто Сити ја од кога памтам последниве неколку сезони редовно се мачи со Палас. И имаше и неколку изгубени со Палас. Ама ете, мора некојаш еден другар мој вика, мора и оваа година да одмореде, пошто он е за Сити. Оваа година одмараат мислам Сити. дека не, мислам дека премногу добри играчи дадоа, тешко дека ќе се вратат таму кај што беа. Ке видиме следната Добро, сезона. Халанд, добро, да, ама Халанд добар напаѓач го прави и средината. Еве ке Ако има кој да му даде топка, мислам дека ќе скршнеме малце истата лига ќе останеме, ама ќе скршнеме за Ливерпул и за Арсенал. Пошто они беа главни како да кажам за титулата. добро. Контендерс. Арсенал секоја година се Ама се ете. контендерс. Арсенал и Никако да Ливерпул. освојат. Ливерпул си зема многу лесно на едно колку 5 кола пред крај. Да, шест, Ливерпул пред комплетна екипа 2-3 беа денес. недели. Денес. Сала ги држеше, Не ама само дали Салах. само Сала ги држеше? Не само Салах, што збориш. Е па тоа, Они од последен пат кога освоија, тоа беше 2020. 2020, да, корона сезоната, до сега цела средина ја имаат променет. Да. Собослај, Мекалистер, Ендо. Гравенберг. И ендо. Добро, ама не играм толку многу. Не Игра играл, овој пак Матип игра. значајно. А Матип не знам дали игра, ама игра Ком него он го менја. од брамбенат Конате и Овој Ван игра Дајке. исто, Кртис Джонс. Да. Не зборам за одбраната, одбраната Ван Дајк Аз беше збориш за средина, 2020. окей. Зборев, значи, што се сменило од 2020 кога го освоија до сега. Значи, тогаш има Па и колку нападот, толку добра средина, нападот си е отидоа скоро цел играчите. сменет, само Салах е истиот. Ако ти текне Мане, не, тука се Да, Жота, Фирмињо. Нунес Жота беше и И- то. Да, Жота, добро. и кој остана? Нунес, немој, тој не е. Значи, ајде не навлегуваме, немој Нунес да го споредуваш. Добро, ама зошто е? Нунес, ако Срки- изгубеа титулата ќе беше ради него испаднаат Лига шампиони. Срки како Што фан Срки? на Арсенал, не знам кога пак ќе дојде, не верувам дека ќе биде за брзо, ама знам дека ќе го гледа подкастов и баш ме интересира што ќе има да прокоментира, ама еве што имаш ти да кажеш на Арсенал сезона ова. Јас да му се извинам на Срки, ама Арсенал се родени да бидат втори. Моje мислење, не. Тоа. Сезонава искрено, сезонава има многу голема шанса Арсенал да направат некој, како да кажам, чекор напред, да се издигнат, ја Ете, у Лига комплетизира. шампиони може. Не, ама више дојде тој момент у Лига шампиони кога што имаат премногу повредени и не може тебе напаѓач да ти игра Микел Мерино. Мислам, не може. Микел Мерино. Плюс им се повреди овој Габриел, корнерите многу зависеа од него. Има многу клучни Калафиори, клучни играчи што ги купија некако многу у погрешен момент, да кажам. У најлош момент им се исповреди и мислам дека тоа беше клучниот момент, да. Не дека викам дека ради тоа ја изгубија Премиер Лига титулата, не беше ради тоа и они играа лошо, мислам не играа лошо, туку не беа константни, секој пат да. киксаат у најбитните моменти, не знам дали како притисок осеќаат или како А ги победија и Сити. сите ги победија. Сити тогаш кога ги победија, беа Сити Ги згазија. исто уште не зборам за втората, првата кога победија 1-0, Добро, Сити да. уште беа Ама у ги форма. надиграа. Тука беа у топ 3. И сега се у топ 3, Па ама не знам дали зборам се беа бореа форма, за не им титула. играше Родри.
Да, Не ама можеш да нема кажеш врска, Хулиан Алварес пак беа даден. добри. Нема кој да даде гол, нема кој да даде пас. Арсенал. Многу битен играч. Многу битен играч беше тој кој што сага нека каже. Ете, ќе видиме, можеби следната сезона ќе има нешто. Кој мисли дека Сити дека Хулиан Алварес не бил битен играч, нека дојде ќе дебатираме се. 10 причини ќе кажам зошто Топ 10 причини. бил клучен играч за Сити. Добро, ќе кажеме за сакаш прво за златната топка или тоа да го ставиме за крај, Да коментираме за тоа. или ако сакаш еве за шпанска лига, Има за, хейт тука коментари. за шпанска лига, за Барса Реал. Може, ајде, може да ја коментираме. Можеме златната. златната топка да коментираме. Малце контроверзии. Златна топка. По мене златна топка треба да освои играч што бил сезоната најдобар. Зборам не голови, асистенции, пошто за голови си имаш Да, бе, напаѓач. златна копачка. Зборам играч што бил комплетен, играч што највише придонел за својата екипа. Дали е на клубско или на државно ниво. Небитно дали екипата освоила нешто или не. Битно е дали освоила екипата. Ама битно е исто така што освоила. Не можеш да споредуваш сега, Да, бе, не знам, можеш шпанска лига со европско првенство или со светско првенство. Да. Едното е потешко од другото, са не да се Да, разбереме. да. И кој колку придонел за тоа што го освоиле, пример. Како и да е, главна дебата беше сите викаа дека било крадено, Винисиус зашто не го освоил, така? Да. Па јас се согласувам, не требаше он да освои, не дека за Реал Мадрид па го хейтам, па некем да освои, нема врска. Значи, он имаше таа сезона освоено, нели, Ла Лига и Лига Шампиони. Да. У Лига Шампиони беше најдобар стрелец? Не. Не. Најдобар асистент? Не. Не. У Ла Лига најдобар стрелец? Не. Најдобар асистент? Не. Не. Имаше некои клучни, имаше некои Имаше клучни голови, ама дали тие голови беа како Ама гол што пример решава финале Лига Шампиони или гол што не знам, што решава Во лига. финале не го даде он вториот. Вториот го даде, првиот не го даде. Да. Вториот го даде он, да. Па иде. Па добро, ама А во Не. полуфинале не се сеќавам, Хозелу ги спаси. Хоселу, па Да. тоа ти викам, немало некои такви Да, клучни да. моменти кои што се истакнал поише него тоа што треба. Пак ќе кажам, немал најмногу не се зима златна топка за тоа дали имаш најмногу голови, ама он не бил у таа статистика најдобар ни у тој аспект за да речеш еј да, овој играч мене ми ја донесе титулата Да, и да, можам да ти набрам тројца подобри играчи, добро, ај сега да не претерувам, ама двајца подобри играчи у Реал Мадрид што повеќе придонеа таа година да стигнат они до титула. Меѓу кои Джуд Белингам, ако требаше да се има дебата дали ја би му ја дала на Винисиус или на Белингем, ја лани искрено ако требаше играч од Реал Мадрид, ја би му ја дала на Джуд Белингем. Покомплетен играч беше. Ако ништо друго и за репрезентација поише придонесуваше него ли овој за Бразил. Што направи? Ништо. Добро. Невидлив, скроз. Бразил. Сега тука стај го Родри, стај го сега тука Родри, да не беше он, Шпанија немаше да освои европско првенство. Ниту Сити премиер лига. Ниту Сити премиер лига, да. Еве ти што викаш падот на Сити многу зависи и од него. Да. И јас се славам. И Лига Шампиони Сити кога освои годината пред. Не само што он го реши финалето, него он имаше многу голема улога у победата над Реал Мадрид, победата над други. Значи, така ќе кажам, поврзаноста, напад, одбрана, клучниот пас го дава он. За оваа Ја држи година. одбраната. За оваа година златна топка. За оваа година да Да, дискутираме златна да. топка. Знаеш што ќе кажам исто? Не знам што ќе кажеш. Златна топка по Се мене правам оваа глуп, година малце. се прави, се правиш глуп, по мене златна топка оваа година треба да освои Рафиња. Са некои ќе кажат навивач на Барса нормално ова, она, ама не, hear me out. Значи идеме по истата логика по која што идев за Родри, меѓутоа треба да се види и играчот што ќе покаже на клубско ниво, меѓутоа оваа година репрезентативно. на репрезентативно, извини, меѓутоа Нема оваа ништо, година да. нема ништо за да видиш, ама и у квалификациите Да, има. човекот игра добро. Што се Но вика придонесено. Са тоа што нема ништо оваа година не можеш да му го зимаш за Да.
Ама имаше придонес, имаше неколку гола асистенции Значи, на квалификација. не може тоа да се гледа оваа година зашто немало некоја немало Копа Америка или немало, лани имаше Копа Америка, што не направи Винисиус нешто поише у Копа Америка да речеш, нигде го немаше гост. Да. Сад немаш оваа година Нема да светско, не можеме нема Копа Америка, ни на ништо светско нема. нигде, да. Да, и ја од Затоа не би која го испадна Барса, не знам баш дали ќе освои Рафиња, ама Што, јас мислиш сум Дембеле? пак сум за Рафиња. Ама мислам ако освојат ПСЖ, мислам дека ќе му ја дадат Дембеле? на Дембеле. А мислам дека ќе му ја дадат. Сега тоа може да се деси ради тоа. А јас Дека моје може мислење е дека пак поголем Рафиња принос. нема врска зашо испадна од полуфинале. Пак за да стигне до полуфинале, он имаше милион голови и асистенции. Најдобар стрелец у Лига Шампиони, Најдобар асистент. најдобар асистент у Лига Шампиони. 3-4 3-4 клач моменти, Да. она решавачки голови, Да, решавачки моменти. и да не го примеа Ла Лига Барса исто. да черби голот у последна минута, он, Да, да. он ки... Тоа беше фал. кој мисли дека не е фал, на дебат. Исто. Ако А видео черни? добие помалку од 20 лајка, фал. Добро, може... Фал беше сега, Ете, не... Абе, сега, фал Тоа беше... можеме едно посебно цело видео да направиме како беше фал. Така Како таа утакмица за беше време. украдена. Значи, Еве за Шпанска лига и за Ел Класиката и за општо за Барса, за Реал, за сите, за екипите у Шпанија. Мислам се знае кои се битните екипи, Барса, Реал и Атлетико и Мадрид. Атлетико у Сенка. Ајде, може да го коментираме Ел Класико конкретно Еве, предходно 4. да, не мора конкретно предходно. И што тоа И беше тоа у Супер Копа и тоа у Копа del Rey, тоа првото 4-0 што тоа заврши. првото беше мачкање на Брзински и Да, тоа беше тотално потоп Барса. и шок беше за Реал. Да. За Реал Искрено и беше за нас, шок. ја не очекував Да, да ја ги не толку да ги очекував. згазиме, мислам имав некоја Пошто ги победивме Надеж Бајерн, дека- имав позитивно мислење, ама не ми се да все ја, да, дека 4-0. 4, да, ние не очекував до толку, дефинитивно ги имавме надиграни. Имам навивачи на Реал што кажуваа дека Лукас Васкес треба да си иде одма од Реал и баш преска читав дека Лукас Васкес ќе си иде од Реал. Не, нека се иди. Ние го сега Добро, многу го сакаме ние го Лукас сакаме, Васкес. да. Ние го многу го сакаме Лукас Васкес. Они Иначе го викаат сакавме. дека он е главниот кривец за сите Ел Класика. Може за последниве две, сега за првото, што има крив Лукас Васкес. Не знам, не ни играше толку првото класика. Ама ете, у Супер Копа и во Да, и вчера. Копа del Rey и вчера. Завчера. Небитно, тоа последново, Да, последното. пошто ова кој ќе се овија. Нема да биде завчера, да. Со овој нема да биде завчера. Така да последно до 4-3 што заврши. Бе, да, ја се служам, ама не можеш да ставиш кривица на еден играч. Значи, не беше само Лукас Васкес. Не, за последни... Они си имаше и Рудигер пропусти, си имаше и Да, ама што последно мораше е- Рудигер да се изглупира толку многу и да добие 6 утакмици забран. Можеше да игра овој класико, можеше да биде многу подобро за нив. Да, зашто Така, се нивната изглупира реално. одбрана беше катастрофа. Мислам катастрофа. Играчи што не играат сега катастрофа. Играчи што не играат, што немаат константни надпревари минути, Да. освен Фран Гарсија. Ама гледа од Добро, друга страна па и верни ние. играч. Двата Добри. најдобри бекови кои не игра, не играат Да, стопери. играше, да, Ерик Гарсија, Ерик Гарсија. и играше лево Джерард Джерард Мартин. Мартин. Што со Интер стварно ми покажа дека може да игра добар фудбал. Да пред тоа не го сакав. Да, до пред тоа не го сакавме, Да, ќе Ерик признаеме. Гарсија, иначе јас не го сакав до пред тој и сега ми стана тој ден кога го гледав на класико ми стана неомилен играч. А иначе неомилен играч не ме прошла сезонава, неомилен играч сезонава ми е Феран Торес. До лани тој човек колку сум го пцуела. Ама да, ова сега ми е на позадина на телефон. Не можам да го покажам. Феран Торес исто за Барса многу битен играч сезонава. Најбитен, sixth man од Демба. Да, ако правиме. двоцифрен број на голови има човек. И тоа од клупа, влага. Да, од клупа влага. Солидно го замени Левандовски, не викам не. Но ја мислам дури поише од солидно. Сега тоа е.
Друго вака за Не фудбал. бе, зашто него муабетот дека зборат дека ќе го давале Феран Торес. Ја искрено до лани ќе се согласев, до пред 6-7 месеци ќе се согласев, ама сега не сакам да го даваат. Не ќе. Рафинја Лани што сакаа да го дадат. Затоа не се согласов. Значи, да, многу фанови не го сакаа, многу луѓе не го сакаа, ама ја не бев меѓу тие луѓе, искрено не се согласував за тоа, пошто што им беше он крив, што очекуваа? Очекуваа толку од играч што го земале за колку, за 15 милиона од Лиц Юнайтед, што очекуваа? Сакаш да ти да има 50 гола, 50 асистенции. Па сега има. Добро, да, ама и системот на играње на Чави беше поразличен од Ханси Флик. Да, И гледаш него, ако е он левак, поише му одговара деснава страна. Плюс тој тандем Јамал Рафинја најмногу добро функционира. Ти текне Чави ги менјаше. Искачаше едниот, влагаше другиот. Да. Никош не ги комбинираше двајцата заедно. играше или другиот играше. Па тоа, гледаш, он ги спои заедно и тоа беше клучен момент. Тоа не во моментот не знаев што друго да продолжим, а еве сега ми текна Ханси Флик и еве сега да го прокоментираш Чаби Алонсо подпиша за Реал. Мислам, не е готово, ама ќе биде уследниве дена. Чаби Алонсо не е Дон Карло, тоа само ќе кажам и не ми е страф од Чаби Алонсо. Не ти е страх. Искрено, Ајде, мислам дека ни одговара ова што си оди Дон Карло. Да, Не знам што си мислат овие Папа Перес и ова, зашто го даваат Карло Анчелоти. Една лоша сезона, повредена одбрана. Добро, ниту еден трофеј не освоја. Добро, да, ама една Логички лоша е да сезона, го дадеш. до лани преходниве 3 години освоила се, доаѓа една сезона кикс Па тоа прави фудбалот. и... Тоа не општо добро. Па да, ама за Чаби Алонсо не знам. Не знам. У МБ е различно, колку и да е лоша сезоната, пак си го чува тренерот. У МБ е друго, ќе збориме за МБ. Можеме да спрашаме. Ама ете, во фудбал е така, една лоша сезона. Можеше он дури и еден трофеј да освоеше, можеше да го избркаат пак. Зашто така е фудбалот. Една лоша сезона, чао. Па да, ама со оглед на тоа... Како беше со Чави, истото беше со Чави, истото Ма со беше. Чави беше друго. Чави сам се... Мислам, Па добро, и он сам си отиде. Сам рече дека ќе си оди за да помогне тимот да биде подобар, ако он бил проблемот. Па ете, Не беше он проблемот, ама многу беше, како да ти кажам, Чави има уште да учи за тренер. Па добро, Секоја утакмица нервоза, жолти картони, црвени картони. Да, он дојде... Дополнителна нервоза, тренер треба да ги смири играчите, не треба Да, он дојде кога еден клуб имаше само тренирано и тоа таму во Катар негде. Па тоа, и ја го разбирам тоа пасија за клуб и цел живот играл таму и како играч беше многу смирен и секако тренер сака да... Ама еве Ханси Флик доаѓа со Германија има со Баерн, претходно не знам каде. Да, поише има искуство барем поише некое. Поише искуство. Ке Чаби ми се свиѓаше тоа што ги играше младиве. Ги развиваше, шанси даваше. Да. И а кај Флик ми се свиѓа тоа што прифати и он тој систем да го тера. Ајде ќе ги убациме младиве, не е секогаш. Да. Па добро. Ги игра и он, убацува нови играчи. Бернал Касадо. Добро, Бернал. Джерард Мартин. Бернал се повреди ситето. Добро, да, ама сакам да ти кажам, ги убаци он, не ги Касадо. Да. Касадо... Джерард Мартин, он го убаци. Да, може и тоа да беше една од причините зашо у последните утакмици малце зафркна, ама ете, Касадо може дека не играше. Не, дека игра Де Јонг. Де Јонг, пишете у коментари дали мислите дека Де Јонг е overrated. Ја мислам. Ја ќе ти пишам коментар, ќе си дека пишам Де Јонг е со средниот подкаст ќе си пишам, да. Ако никој не коментира, ја коментирам. Има некој да ми кажал дека Де Јонг е... Мада, Ел Класико не беше лоше. Види, Чим не го прокоментирам. Де Јонг може не е overrated, ама многу хајп има околу него исто. Overrated е. Тогаш, кога го зема, памтиш, дојде, новиот Иниеста, вау. Не. И дојде и викам, и добра, и викам, леле, викам, овој ќе нас спаси, овој ќе спаси средината и шо? Ништо. Ја успе, ја умртви играта. Ама добро, на кои тренери дојде? На Роналд Куман и на... Па Куман го форсираше него. И на таму кој беше следен. Па добро, Куман не беше, да, тој Куман сва. Куман. Добро, ајде да него...
Ај не го Да не вреđаме. досадуваме Хуман. толку со Барселона, сега се заборевме. Да, ептан да влегов. Не знам. Не знам дали друго сакаш да продолжуваме фудбал. Ја имам многу можам многу работи да те ти прашам. кажам нешто за Лига шампиони. Може слободно, кај Финале во ПСЖ Интер. најмртво финал. Најмртво финале у живот ја нов живот тоа се. Нема да го гледам. Ја кажам нема да го гледам тоа финал. Јас го славам роден. Да ја ќе бидам на твојот роден, не го гледаме тоа. Не дека екипите се нешто, ама мислам дека многу луѓе ќе се сложат со мене, нема многу најнегледано финале ќе биде. Јас кажав една реченица пред неколку дена, недели, не знам. Ќе биде копи-пейст на 2023-та. Интер ќе се брани, а ПСЖ ќе напаѓа. Као што Сити Да. напаѓаше тогаш и Интер се бранеше. И играше на контри Ма Сити играше добар фудбал, и добри, ПСЖ игра добар на фудбал. Лукаку слава се Богу. молеа, што се молеа на погрешен играч, ама добро. Да, Лукаку. Испробаше 3-4 жицери човек. Добро се имаат. Сега Ама нема. сега бар го има добро, Лаутаро и Турам. За кој сакаш поише да освои? ПСЖ или Интер? Јас ПСЖ може ради Луис Енрике да освои, пошто тој човек го Да, сакам и и јас го го поштувам, сакам. ама не ќе ради Дембеле. Змија. А Интер како екипа не ми се нешто посебно. Не ми за кринч. Да не изфрлија, ќе кажев можда Интер, ама сега кога не изфрлија, искрено се едно ми е. Нека освои судијата. Публиката нека кажам, освои. кој да освои, сакам да заборам дека освоил. А, Оваа сезона. Ке па тоа ќе те прашав ствари, ти ми го одговори прашањето без да те прашам. Ќе те прашував за Интер, за ПСЖ. Не бе, не сум За за Лига никој. шампиони. Не сум за никој, ако треба да бирам поише ПСЖ. кој сакам да освои, ПСЖ. не знам. Интер дека не избација сега за тоа ме нервира. Не можам да најавам за тимот што Да, не до избаци. година више Интер ќе биде као Не знам. кој ги врти. Интер. А па ПСЖ. Ние не ПСЖ, сме многу- ПСЖ е екипа што тврдев дека никош нема да освои. Па еве се имаат шанса. По втор пат и тоа. Имаат многу добра екипа, имаат. По втор пат имаат шанса. да Не знам. Ај ќе кажам ПСЖ. Ќе кажам ПСЖ дека ќе освои. Ама не сум за Кажеш ПСЖ. ПСЖ заради томатова не пишува по коментари. Да, за томатова не пишува коментари. Шинтер. Шинтер. Да. Заради тоа ќе кажам ПСЖ. Добро, иначе не знам што друго стварно. За Бундеслига не те прашувам, Што пошто бе, тоа, кој Бундеслига. гледа тоа? За серија А исто, за Тоа интересно Француска исто. Интересно Француска кој е. гледа Француска? Тоа Еве Француската лига беше Италија, решена во кој ќе јануари. освои Италија, Наполи ќе Интер. освои, не, да ме прашаше до пред Интер. 2 месеци ќе ти речев Интер, ама Интер сите коцки ги фрлија на Лига шампиони, на тоа се крстат. Да. Ќе биде многу смешно ако се знае. Ама види, Наполи киксна пред некој ден и се е само еден бот. А имаше 2 кола. Така да, пак не се знае. Пак мислам дека мислам дека Наполи ќе освои. Интер пак ќе ти кажам не се сконцентрирани толку на биеш отворувале лигата за Лига шампиони. Да. Немаат освоено 15 години, мислам дека Не знам, ќе 15 видиме. години имаат освоено. 15, да. 15. Општо, ќе видиме. Лига освои ако освои лани. Да. Ја ризикува лигата за да освои. Освоја 2 пати у прошли 3 години. Епа. Ти не би ризикувал? Да. 15 И години ја да би. нема клубот мој освоено. Да, мислам дека нема следна е сезона 10. може да ризикува Барса. Да. Лига за Лига шампиони. А тоа ако се доведеме до таква ситуација. И зашо да не? Ама ако се доведеме зборам. Значи ако стигне до истово пак. Па дека ќе, не знам, Ла Лига дека ќе биде решена. Не се знае, била решено некојаш у март уште. Била. Не зборам А официјално. Реал ако ги математички. знакупи се Александар Арнолд, ако купи Салиба, Дин Хуйсен, ако земат ги знакупат сите играчи што постојат, таму не знам што им фали друго. Добро, Карвахал ќе се врати. Флориан Вирц, да, и не можат сите да ги знакупат. Халан нека го купат и Педри, Јамал и тогаш да ќе биде решено. Интересно ќе биде трансферскиот рок, ама еве ако сакаш може слободно да пребациме на НБА. Може.
Уствари, чекај малце, за кој навиваше, ми имаш кажам на така, ама, пак, те прашам ради нив. Сега ќе видиш. И шо викаш за Golden State? За Golden State! Иначе ќе да видат од кој е дресот. Не се гледа подале. Мислам. Се гледа? Сега? Сега косата. Добро. Сега? Сега да. Најдобриот играч во историјата. Мислам. Кој мисли дека не е дојдете на дебата? Најдобриот шутер, добро, не најдобриот играч. Најдобриот играч, Коби брат. Кој мисли дека е Леброн, дојдете на дебата. Па добро, јас не мислам дека е Леброн, Ти мислиш дека е Џордан? Џордан, се знае тоа. Ке не плюкаат по коментари овие Леброн ке вели. Ајде. Ми е гајл. И сега за НБА треба да збориме. Иначе, јас од дресов од Барса го ставив, пошто се зборевме за Барса, а го заборев уствари дека е тука до мене и тоа е тоа. Може ли да кажам Сега само? менјам. Дресов е поклон од од вас. Од вас. Да, за 2 години годишнина и Дресов е оригинал, аутентик, значи е доста Поздрав до Васил и ти да не имаш некој спойлер да кажеш кога ќе се врати. Ало, не знам. Не знам. Не се знае мистерија. Се надевам летоска. Не се надевај боле, ќе оставиме мистерија. Да, ама не можем да кажам други работи со игра тука. Така. Така. Океј. Приватни работи има, јас ќе бидам за мене. Right. Битно поклоната од него. И кој мисли дека е фейк, се лаже. нека дојде нека го пипне. Пипни да видиш, брат. Абе, јас знам шо пипни. 100 евра поскапо од твојот. Пиперки. Колку ви? Ој, 160. Охо, 200 евра е поскапо. Па, тоа е тоа. Лове, бога ми, Тоа е. пипни. Бурекот со Се лизга. меско. Да, се лизга. Абе, се гледа Колку тоа. е? И Nike знакчето исто. И Nike, да, и овде пишува дека дури она Васил ми викаше да не сме ја сечела етикетата дека била, ама викам дај, ајде се. Мислам се чувам дома, ама морам да ја сечам. Иначе Дресов не се пере. Го имам да се облечено неколку пати онака. Не се пере. Не, сакам да ти кажам, има пошто е аутентик 100% и колку поише го переш, толку поише се оштетува и затоа не ќам воопшто да го перам, значи не ќам да се умирисува или нешто и затоа го носам врз мајца. Секогаш и до сега го имам неколку пати носено, никогаш надвор. Значи прв пат го носам вака сега. А ја мојот што да кажам, перене едно 10 пати до сега минимум. А не. Сега за сега личи дека е жив. Барем вака. Да, ти си играш со него. Ја и со него си играм, немам страф, па купен е за тоа. Никогаш нема да, не, мов е купен, значи... Ако случајно уиднина, не дај Боже, сега да не чукам ради ова. Дома седи, Дресов седи у посебен шкаф на посебна закачалка, ништо да не го чепка. Едно време ми беше закачен на зид, не на зид, ама на шкафот на закачалка. Да бе, да. Никој не смеше да го пипне, зашто што ми беше жал да го виткаме вака, ми беше жал да го... И јас сакав истото да го направам, после реков као пари, јас сум си го купил, јас сум си го заработил, ќе го носам. Едноставно за тоа е купен и тоа е тоа. Ова е поклон и парите се доста многу. И не ќам ништо да му се случи и исклучок правам за подкастов. Добро. Лете на подкастот, Да, за подкаст. И шо викаш Никс ќе освои? Корицикум Дресот. Да. Никс. Да. Индијана ќе освои. Индијана. Ајде, ќе почнеме со Индијана, зошто баш Индијана? За Golden State, зошто не кажеш Golden State? Не, да бе. Ајде да кажеме зошто. Или нема навивачки? Не, идеме сега објективно, не идеме навивачки. Добро. Сега да сакав навивачки, ќе кажев претходно Барса да ќе освои Лига шампиони, ако испаднале. Барса ќе. Да. Не. Иначе не знам сега да кажувам до кај е лигата моментално. Така што има врска, ќе биде ова вајде за 2 недели ставам. Убат Golden State од Timberwolves 3-1, ама нема врска тоа и пред да почнат да губат толку, немаше шанси никакви Golden State. Кажувај сегашно време што има врска. Сега што се случи, ствари се повреди, Кари се повреди и рекоа дека
не се враќал до таму негде Game 7. Game 7. Значи Questionable направат Game уште, 6 може да и Golden State ги изгубија двете дома, се знаеше кој ќе повлече друг таму. Значи он Жими Батлер не го бива. Батлер го донесува за да му биде на Помош. Робин на Бетмен, ама не може Робин без Бетмен. Не може, значи целата игра се врти околу него, он е тој што секој напад што навлекува двајца, тројца играчи на себе, тоа отвара простор за други. Джими Батлер не е тој играч, едноставно. И не е само они двајца, треба и другите да повлечат. Не може ти, значи, Бади Хил, Брендан Понзимски, Куминга, овие другиве, не може по 10 коша на утакмица шут 2 од 15. Не може, не се освојува така, не се поминува така, особено Timberwolves. Значи без главен играч нема Значи, шанси. Без Стеф Кари ништо не прават. Така да не идеме навивачки, не поминува Golden State. Ако ќе си иде Стеф Кари, Стеф Кари нема да си оди никогаш. абе добро кога ќе се пензионира. Кој се пензионира? Дупки ќе бидат. Дупки ќе бидат. Дали ќе навивам после пак за Па вајде Golden ќе State? навиваш. А не, јас за Golden State почнав да навивам уствари таму негде 2013, 2014. Значи кој дојде Кари. Не, Кари е драфнат 2009. Чи ја не го знаев дека постои, ама го немав пронајдено онака. Не бев запознаен на Немаш толку. Знаев дека проучено. го немав проучено. Знаев дека е тројкаш, ништо друго не знаев. И после тогаш почнав ја уствари бев за Лейкерс. Пиперки. Сега тука ќе ме хейтат дека менјам екипи, ама бев за Лейкерс, многу го сакав Коби Брајант, онака комплетен играч, менталитет, игра. Значи за мене он е најдобриот играч на сите времиња. Ова Леброн ќе можеш сака нека кажат, нека дојдат ќе дебатираме. Како, значи има 20 причини зашто Коби Брајант е подобар играч од Леброн Джеймс, има поише прстени. Значи тој он е играч кој што не хейт за Леброн, ама он е играч кој што работел и ради него освојувала екипата. Да, фиксно. Ради него. Без разлика од другите Се, играчи што да, биле. се најавив за Лейкерс зашто се одлучив да сменам екипа. Пошто сме биле седмо оделение. Да, пошто сме биле мали, иначе за Лейкерс најавив пошто Лилјакови беа. Виолетова не милена боја, Лейкерс. Не, ова е темно Не бе плава. темно плава. Да. Виолетова и тогаш, да, ама после тоа од кога се распадна таа екипа што беше толку добра, знаеш, на Пау Да, Гасол, генерацијата да, што таа беше. генерација. Остана само Коби Брајант и остана таму со некои no names буквално. Кој играше? Барнс и Кузма. Кој игра? Не знам, не, уопште не ми се добро, Рон Артест тие кога се распадна таа главната екипа поради која што ги засакав и остана само еден играч, се викам дај треба да, знаеш, глупо е да навивам за играчот, дај да си најдам екипа. Да, екипа. Да навивам за екипа што ми се свиѓа како игра. И тогаш ги гледав многу Сан Антонио, Сан Антонио, не сакам да навивам за најаките, не сакам да навивам за Леброн, за Мајами, тогаш сите за Мајами навиваа тоа време, знаеш. Не сакам да навивам за Оклахома, не ми се свиѓа, мислам. Да, тој период тие беа, Оклахома, Мајами, Сан Антонио. Тоа. Чат пат ќе се умешаше Бостон, ама за тие не навивам, секако не можам. И се викам дај да најдам некоја екипа што ќе ми се свиѓа како игра, ама што нема да бидат најдобри, сега да не биде и ти навиваш за најдобрите, знаеш, онова мувета, ти навиваш пошто најдобри. И тогаш баш ги со Реал кој што ја облигаш. Да. Се па за тоа навиваат денешниве деца за Реал. Пошто победуваат. Добро. Да. А зашо мислиш навиваат дека многу ми се свиѓа како игра Реал? Затоа, они од времето што се навиваат добро. Исто, а сега? Тие што се од 2002. Сега тие што навиваат за Реал, навиваат зашто тепаат. Да. Искрено, не зашо многу убаво играат. И најде Golden Да, State. и прочекав да видам екипите и се викам, Golden State, да, онака ми беа интересни, баш тогаш и Клей Томсон, вака, нова екипа беа и Гудала, Да, Шон млади Ливингстон, да, помлади и поинтересни, Гудала иначе го знаев што од 70-те го играш. И бев као, да ги видам овие. И така прогледав неколку утакмици и многу ми се свиѓаше стилот на игра ми се свиѓаше, пошто ја тоа сакам, знаеш, да се врти топка, тројки, да, не ми се свиѓа она играње бутање, тоа Леброн што го измисли, Јанис што го измисли, она бутање под кош. Си сакам кошарка, сакам некој, си сакам дриблинг, си сакам шут, си сакам
Знаеш да има флоу некој. Да. Ето, Мајами не ми беа таа екипа, не ми беа никој други. Голден Стейт викам, овие ми се интересни, знаеш, кога ја врта топката интересно, како сега Индијана, што викам, сите ги хајпаш, а нема врска, ја ги пратам. И ми се засвиѓа многу на Стеф Кари како играше, тогаш беше добар, ама не беше вау. Да бе, не беше никој ништо. Абе беше, он го знаеа, луѓе, ама не беше онака го гледа, седми пик, ништо посебно, штира тројки, ништо посебно. 2 години после тоа MVP, Голден Стейт освојува и после тоа почна и си закажав. Јас многу ми се свиѓаат, дури играат Splash Bros, дури играат, значи Стеф Кари и Клей Томсон, јас за Голден Стейт ќе најавам, па после ќе видиме, викам, екипата како ќе се одвива. Сега Клей Томсон си отиде, уште најавам за Голден Стейт, ама искрено да ти кажам, нема да, што викаш ти, што ќе биде кога ќе се пензионира Кари, не знам дали, ама изгледа пак ќе менјам. Ама ќе менјам, знаеш зашто не ми се свиѓа како игра. Ми се свиѓа како игра Кари, не ми се свиѓа другите како играат. Не ми се свиѓа едноставно екипата како игра. И тоа не се менја така екипа, ама не знам, ќе видим ај. Прашај ме кога ќе се пензионира Кари. За Дор не се пензионира, за нив ќе најавам, да. Добро. Со Батлер малце се подобри, ама малце се подобри играта, ама ја го имам кажувано, за мене знаат од која сум, зашто сум за Далас. Да. Така не мора да кажувам ја. Кој нема гледано, нека си пушти таму. Го здиплија Дончич. Која епизода беше таму, втора ли, трета ли? Немаш дрес Шо? од Далас? Немам дрес таму. Како фан? За жал немам дрес, ама ќе си купам. Ќе ти купиме. Од кој ќе ти купиме? Томсон. Пиперки. Не, боле од оваа генерација боле не. Највише од Дончич, Сега од овој Новицки. пиков што ќе го земе. Ај, ќе видиме за него дали ќе биде нешто посебно. Викаат дека Дали ќе биде новиот Дончич. Кажи ми ти сега како вие здипливте прв пик да имате оваа година? Им го здипливте на Вашингтон и на Шарлот и кој Па, ја мислам дека Пеликанс да земат. малце политика тука влијае. Малце политика. Малце мафија им бе, Значи, местенки. чим го дадоа Дончич за таму, зашто го дадоа? Го дадоа за ништо, За буквално. Дейвис и за... Така си ги дававме картички на оние што се менјавме у основно ние жетончиња, на така ги джиткавме. Да. Како они што го джитнаа, да. Тоа е. Ама... Чекај, што кажуваше? За Индијана. Почна да збориш за Индијана. Зашо мислиш ја те дека, зашо прашам, мислам да. дека Индијана ќе... Да, ќе освои. Индијана се многу големи кандидати за тоа све. Добро е да се ги... Кои се поише кандидати? Кои се Индијана според тебе, други? Индијана и Оклахома. Само тие две. Кој други? Бостон да не. Крш, се ги спаднат. Не може Кога две ја само. викав, кога кажував, иначе поздрав до Коста. Кога кажував Бостон дека ќе испаднат, добро, не мислев Њујорк дека толку ќе им се сеснат, ама од Индијана 100%. Очекував да освојат, да испаднат. Ама ќе испаднат од Њујорк, така да ми се потврди тоа. Исто и за Кливленд. Да ти кажам, слушај, Васил беше убеден дека ќе биде финале Кливленд Оклахома. Кливленд, многу добри, Кливленд сезона најболјо, ама едно е како екипите играат у сезона, регулар сезон, друго е како екипата игра плейоф. Значи, Види, како знаем дека ќе Кливленд у регулар сезон. Ама се знае. Да, ама дали очекуваш дека таа игра ќе ја пренесат у плейоф? Не, види, се знае у плейоф дека ништо не се знае. Се знае у плейоф дека ништо не се знае. Баш убаво го плейоф, кажа тоа. значи ја ги намирисав Кливленд дека ќе Значи не се знае ќе у плейоф. потфрлат и како и да, му викам на Васил, пешо цела сезона му викам Индијана. И он мисли дека мислеше дека ги оверхајпнул, ми викаат каква Индијана бе, демек нема шанси се од Кливленд ќе изгубат. И ја му викам нема да изгубат, Индијана ќе ги избаци Кливленд. И он беше нема шанси, знаеш како... Да, и за кладбата се треба да кажеш. Да, и ја му викам добро, ајде, ако Индијана ги избаци Кливленд, ќе ми купиш дрес од Халибуртон. И он рече баш, сега 3-1, дур не те падне се вакво, ама... А чекај, се оригинален дрес? Не мора се ваков, authentic 500 евра, мислам, добро, 300 евра, ама некој дрес, знаеш. Значи било да го може и у пазарче. Не може од пазарче, не може од пазарче, не. Не може од пазарче, ама не мора да биде 100% authentic. Може оние што ги носат ка
фан дресови, знаеш. Значи, пак оригинален. 70-80 евра. Абе, оригинален е тоа, ама не е како овој, сваќаш, овој е 100% остенки, Тоа овие е се тоа. најскапи, сваќаш. Не мора да биде најскапо, ама се не може ни од пазар. Перки. Не може. Значи, Значи да, ако пројде Тоа е- Индиана од Халибуртон тоа е да дрес тоа. затоа што ово ретат играч бил. перки. Да. Оде, ја Халибуртон го Го дозна сега. Лани. не, добро лани, да, али Од Сакраменто играше добро. општо зборам Халибуртон, не знам, интересно не играше он во All-Star лани. Играше, да. Да, мислам дека од таму почнав онака окей играч ми личеше. Ја го пратам уште кога играше во Сакраменто, он беше таму негда висок пик беше, не знам, 6-7, така нешто. Сакраменто го имаа с диплена. Да. Добро играше во Беше Сакраменто. првите пикови. Добро играше во Сакраменто. Не знам зашто Сакраменто одлучија да го дадат. Оклахома? Зашо Оклахома? Па не знам, некако Зашо не Минесота? Минесота. Мислам некако ако дојде помеѓу дуел, ако дојде дуел помеѓу Минесота и Оклахома, дека Оклахома ја има таа на брзински, затоа што стилот на играње на Минесота им одговара на Оклахома. Оклахома се поише, како да кажам, шутери, ама имаат и два високи центри што може да го пазат тој дел. А Минесота има еден играч кој што се врти цела игра. Едвардс. Да, и мислам дека ако го фатиш него и ако изиграш Добро, види еве со зонска Лейкерс. одбрана, дека ќе ги фатат. Ама со Лейкерс беа поише играчи. Едвардс беше главниот са, кој Абе, поише. добро, Добро, ајде, главниот бил Едвардс. оние се убацува Па и тоа викам, Даниелс, Сувале. Значи, можат да се убацат и сега, зашто да не? Насрид. Да, ама пак ќе А мислиш кажам, дека не е доволно? нема да биде доволно, мислам дека пошто пак ќе кажам, Оклахома има високи центри. Ја од која испадна... Има добра зонска одбрана што ги пази тие шутери а Минесота нема некои шутери да речеш. Да, значи играчите погаѓаат ако ги оставиш само на вишок, ама Оклахома игра ја игра таа одбрана што може да го покрие тој вишок и уедно може да го фати Едвардс да не мрда. Ништо како Хјустон што му играше на Кари, да. Тоа беше поише гмечење, ама може некој тој тип на фаќање да го држи и да го покрива тој вишок. Ќе видиме, ја од која не влегува Далас најов за Минесота да демек да освојат. Ма ќе видиме. Има шанси, зашо да не. Барем јас се надевам. Да ти кажам зашо мислам Индијана дека Зошо? Па не вака се, кажа зашто веќе. зашто сите ги подценуваат Индијана сите, пошто се no names. Колку играчи знаеш ти од Индијана? Освен Халибуртон. други знаеш ли? Не. Не, та. Некој рандом човек вака што прати НБА од време на време, што не прати она. Да бе, ја пратам НБА онака како Да, се рече. Па тоа нема да знае ќе биде кој се овие Индијана, знаеш кој е овој, кој е оној, ама тоа е, мислам дека по мое мислење подобро затоа што немаат звезди, пошто немаат звезди, сите ги подценуваат и знаеш кога тренериве ја прават тактиката, обично прават тактика да го фатиме овој играч, да го невозможиме овој тој играч, а ваму се сите комплетно како екипа, ваќаш, и секоја утакмица, секој надпревар, различен играч придонесува повише него преходната. Да, сум го приметил тоа. И не играат они, не форсираат, пример, најдобар играч ми е Халибуртон, него да го форсираме, не. Да, значи, они играат многу комплетно, имаат многу добра петорка, ќе ти ја кажам петорката, значи Халибуртон игра главен плеймейкер. Он уствари што прави, он е тој тип на плеймейкер, може да погоди тројка, може да направи дриблинг, навлекува играчи на себе, остава тројца шутери отворени. Имаат многу добар центар, Мајлс Тарнер, што може да изигра рекет, има добар шут, има многу добро шутира тројка и имаат уште три играчи, Немхард, Нисмит и Сјакам, сите што може да погодат тројка и отворен шут. Сјакам го знам. Вазија, покажи. Од времето. Па тој ти играч реално што има добар шут, сам добар на двојка шут. Да. Он беше од времето на Торонто, го знам него. Па добро, ама си остана онака
добро шутерче онага, ништо посебно да речеш, вау, не е играч што може да ти реши утакмица, ама е константен, добар. Баш Има ти добра клупа Индијана, не само играат добро ги вечер. врти овој. не играат вечер Индијана. Да играат. Пак вечер те пат баш вечер ако ќе биде решено, не, да, ама баш не- вечер ќе ќе гледам да видам, сакам да ги пошто ги имам гледам овој се Минесота повреди. сезонава кој. Мичо, Ето. ankle injury. Па не се. Види, те сакам да пат. ти кажам сезонава ги имам гледано Минесота, ги имам гледано Оклахома, ги имам гледано Немаш гледано Бостон, Индијана. ги имам гледано сите ги имам Знаеш гледано колку барем ги по тепаа една преку утакмица. едната Кливленд? 50 разлика во една. Сега. Добро, 45. Ќе видиме 45 се. разлика во една на полувреме. Ги решија на полувреме. Индијана, Индијана. Ги решија на полувреме. Исто и првата утакмица, сакам што беше 20. таа требаше да биде најинтересна, ама не, најинтересна требаше вајда Golden State да биде, ама. Серија? Да. Не. Од овие 4. Оклахома ќе излезе најинтересна сега, да. Да, со Денвер уствари дека игра, да. Да, поинтерес та. Денвер таа ќе може да излезе игра пак тесна. Game 7. Абе, може, ја искрено ако ме прашуваш вакво Денвер сакам да поминам, ама мислам дека ќе помина Оклахома. Денвер со Мислам дека кога ќе треба да се одлучува дека Оклахома. што би рекле од НБА тие коментаторите Джоука. Јока. А, Јока, нешто слабо. не знам Го што фатија. то многу друго те би пати. збореле освен за плейоф, нема што друго. Едино освен за MVP уствари да. Да, MVP ќе освои тој што ќе помине од Оклахома и Денвер. Значи Со оглед на тоа дека или Гилджос Александар и Јокич се у директна конкуренција. да. Од пред неколку години, само пред 2-3 години почнаа да гледаат не само статистика регулар сезон, него почнаа да гледаат И плейоф. и што прави играчот во плейоф и докаде уствари тера неговата екипа во плейоф. И мислам дека Конечно тоа им се текна, тоа конечно. се, па да, ја тоа После толку 100 време го години. зборам буквално, да. Дека треба да се гледа и плейоф, дека треба да се гледа и добро, некој ќе рече за плейоф се MVP Finals, ама зошто да не се гледа Ама и MVP Finals Си е за Finals, да, Finals. зашто не се гледа и Предходно шо? нема, сега Значи, направија, џабе сега играле. направија Best East Player, Best West Player. Аха, Знаеш? значи И тоа направија. кај да ќе направат best И па затоа, да. Ама за Most Valuable Player, по мене треба да се гледа комплетно цела сезона. И тоа чекаат сега, да видат кој подобро ќе се покаже меѓусебната. Сега за сега по мене го Гилджос дебатирав. Александар е Ова, болje. викам јас Он има дека предност малце, ама дека MVP не треба да се гледа екипата, ти викаш дека и екипата треба да се гледа. не, Што прави екипата? не екипата, туку играчот докаде би стигнал со екипата. Да, Неговиот придонес- Значи, не е само играчот. Пример, играчот ако е последна е неговата екипа, а он ако дава по 40 поена на утакмица, Расел пак не може Весбрук, MVP да освои. Расел Весбрук годината кога освои така освои. Тоа е нели? според тебе Статистика играч. и господинот да не го именувам. Да. Па така е, ти, кој е поентата са, кажи ми ти Климе, пример, ајде ти дам со фудбал, пример, Барса, Ама така. пошто е most Има valuable има player за тоа. Рафиња 50 гола, 50 асистенции, Барса ништо не освои. Шо дека он има 50 гола, 50 асистенции, кога ништо не Да. придонело тоа за Држи екипата вода. да е добра. Држи вода. Ама Значи пак, играчот не треба само да биде играч да си гледа своја статистика. Да. Па ќе напоменам годината кога освои Расел Весбрук, статистика. Тимска Си игра, подскокаше, си правеше само асистенции за да има трипл дабл. Значи не може и ништо направи Оклахома не ни влезе у плейоф таа година или влезе и изгуби прва рунда, сега не ми текну. И он зема most valuable player. И зашто си ти most valuable player? Зашто имаш трипл дабл просек? Шо си направил ти? Екипа ева те испаднала ни у плейоф, не вема ти битно си најдобриот играч таа сезона. Шо си постигнал? Ако е така, Джордан Пул нека земе most valuable player, ба. Те чека утакмици има по 30 косо за Вашингтон, па фората гледам ми Вашингтон беше- има скор 7-65 изгубени, 65-7 тепани, шо? Треба да земе Кузма, most valuable. Јокич. Според мене поише Јокич. Да, значи управо си Јокич оваа сезона има ненормална сезона, трипл дабл просек, да не беше он Денвер немаше да догура, мислам дека до плейоф, ама тоа е друго, гледаш, он тука, значи, има таков просек, статистички добар просек, екипата он ја гура екипата, сваќаш, он да не е ништо нема да направи. Според Баса таа година Весбрук што беше ништо не гураше, он си гледаше тогаш. Добро, Весбрук беше одамна. Значи, џабе он што ќе даде И 20 која беше? куша, кога... 18? 2016. Не, 16.
Така. Или 16 или 17. Не. Што зборим бе какво 16 17? Па јас така 15 и мислам, 16 така кари беше. беше. Не знам, па Значи 17 17 било, да. И после беше Джеймс Харден. со Не, Јанис. Да. Јанис Да. 2 пати поред. Ми Джеймс Харден беше една сезона. Па еднаш Джеймс Харден, Ништо Јанис ти 2 нема. пати поред. Ништо ти нема, ама ајде ќе. Да. Ќе се поправиме, ќе не поправат коментари. Ќе не Мислам дека поправат беше коментари 2017 Расел и Весбрук. сами ќе се поправиме у коментари. Само ќе ја ќе се поправам у коментари, само да. 2017 мислам беше Расел Весбрук, пошто 2015 2016 тоа просто беше кари. А не знам што друго заебе освен тоа. Али да. Моje мислење е дека ќе освои Индијана затоа што се најкомплетна екипа и имаат и многу добра клупа. Трети четврти играчи од клупа што влагаат даваат по 7-8 поени, што е по играч што е многу добро за клупа. Да, да. Дресот секако тоа секако ќе ги поминат Кливленд, сега се повреди Мичел. Да. Секако ќе така ќе го поминат Домован секако. Мичел. Да. Ако сакаш ќе се свртиме сега за нашиот спорт Формула. Ајде. Ќе правиме. Ајде, ќе правиме реклами, ќе го Правиме. треба пушти. И што викаш, Сега пошто за формула ќе биде темата, идеме брзо. Ајде така нека биде. Ја да си турам вода. Ти сакаш? Може. Можело. Си ставаат вода на сред подкаст. Ова нека го гледаат гостите. Како ми ставаш вода? Да. Ме Да, понуди значи и друго, не сакам. А не викате лош гостин. Не дава Мислиш ништо лош друго. с хост. Да, лош Лош домаќин. Лош домаќин, да. Јас сум гостин. Има, свашта има, ама не кеш, пошто си на диета, ај ќе кажеме. Абе, не. Не ќе си не. Немам вечера, не. Сакам да вечер. И што викаш Формула 1, сега почнуваат уствари депресиите Ај нека тука. погодат сега гледачите за кого Да, најава. погодете за кој најува. Уствари Форца Ферари. Форца коњи. Да, имаме капа и мајца и овие се вистински, иначе Што се висти? поевтино ќе поминав ако ги си ги принтав дома. Ама тоа е. Ја Нели, немам ове ништо фирма- од Ферари, освен на формулче малевско, така, И мини тоа имам, формула. не го земав. Ама од мрч, поточно од алишта, немам ништо и треба да се Треба се обезбедам. топунам. Треба се обезбедам. Че имам Барса, имам еве Капа Далас, имам све Капала е поскапа од мене. од мене. Да, и мајцала. Океј, ете, формула и со формула завршуваме, пошто сега добро. Може на Тенис, брзински да прокоментирам. тенис и ракомет, ако сакаш, ама на брзински, пошто нема што толку да се збори. За Абе, тенис тенис- ствари знаеме. Тенис гледав порано поише, сега не толку многу. Пошто- Знаеш дека само Гранд Слем го гледам, сега и само Джокович го гледам. Да, ама Джокович не ни игра више. Па, Игра, тоа го која се гледам, рече. тоа го гледам. Значи, тенис, Нема што да коментирам. нема што Дали да се Кој коментира. мислам дека ќе биде новиот Надал. Джокович, мислам дека Карлос Алкарас, дека ако се Синар тепа, мислам дека Алкарас ќе почне да го надминува кога тогаш и тоа имам за тенис да кажем. А за ракомет нема нешто што да се коментира, Барса ќе освои, Барса осваја Лига шампиони, да, бар за тоа не мора да се да се замара. се замараме, а И за да не освои, не се Македонија- нервира А за многу, Македонија пошто... не можам да гледам, ми ги искорнаа сите нерви. Епиперки. Не можам. Пројда квалификации, браво за нив. Добро види, и тоа е битно да се учествува на првенство. И тоа е успех. Добро преходно, сега светско добро изигра. Да, Добро сега за изигра. европското ќе видиме. Ќе За видиме. европското секогаш полошо поминува Да, од да, светско. да. Зашто се сите европски репрезентации и не решаваат на брзина. Ништо не гледам. Призвани. Ништо не гледам. Па дека брзи, побрзо. Формула 1, знаете за мене, знаете и за неа, Ферари, депресиите почнуваат од сега. Да. Ако сакаш да си го уништиш животот, најај за Ферари. Ферари нема освоено од 2008 година. Ти 8, не, 2007. Да, 2008 говориме Конструктори, конструктори, да. а 2007 Возач, возач. да.
Имаше преголема шанса Фетел да ги сврте работите у страната на Да бидеме Ферари. реални, немаше. Ето. Се, ајде да бидеме реални. Добре, јас сум Поише фан на поише имаше Фетел. Алонсо таа година кога за колку за последната трка Фетел кога му ја зема Две- титулата. 2012 или 2010. Пошто два пати беше у последната трка. Кога беше по 2012 последниот беше пат. по... Па тогаш беше по. Тогаш имаше највише Да, шанси. ама сакам да кажам и Фетел исто. Јас се и за Фетел, пошто најов. Док не се пензионираше, сега у возачи не сум за никој. Зошто? Па зошто да сум? И поише го фаворизирав Сајнс од Леклер дур беа двајцата. Зошто така? Сега искрено Леклер и Хамилтон ми се исто, само некој нека земе нешто подиум или да се надеваме дека некојаш ќе тепаат. Мада тоа тешко сезона покрај слабо. Мекларен и Мерцедес. Многу слабо сезонава. Катастрофа. Колата е многу лошо направена. Макларен ќе земе конструктори, тоа 100%. Да, Дај тоа да уште од видиме- сега се знае. Дај да видиме возач дали ќе може Red Bull да направи степ-ап со Макси или Пиастри. Пиастри да ги шише. Види, за сега Или е Норис дали ќе се меѓу убаци. Норис, Пиастри и Верстапен, ама Искрено не е помеѓу Норис, Пиастри и Верстапен, сега за сега е помеѓу Пиастри и Верстапен, пошто Ландо е па слаб. добро, Сега првата, за сега. не, која победи? Првата само ја тепаш. Да. И после Ама тоа слаб е сега за сега. една Треба имаше малку да- Верстапен и 4 Пиастри. Да. 4 Пиастри. Тоа ми е многу фасцинантно што победи 4 трки од 6. Абе, А дечкото сите го смета за тапа. За не бе, зашто така? невозач. Втор возач? Па Не, да, ама уште. втор возач пак Е, па го сега не- фаворизира Ландо. Сега не знам дали ќе биде втор возач. Па не, моментално се Сега гледа дека не нема е да е втор втор возач возач. веќе, да. Туку нема. ги пуштаат да се борат. Иначе да, они сака Норис да го прават нивни шампион, ама... Ајде ќе видиме се Норис појави- нешто се појави слава. играч што е подобар и не мислам дека ќе размислуваат од таа насока. А Хамилтон у Ако- Ферари уште се бори со колата. И не може ништо да направи, Леклер успеа Што еден. мислиш ти ако го земеме Хамилтон, ние готово. Готово. Еј, 7-time world champion. Најбољи ова, оно. а еден Сер Луис. еден подиум имаше само така. Леклер што го зема и Леклер тоа. имаше еден подиум, само и спринт трка Хамилтон што тепаш. Добро, Кина. спринтерка. Тоа не ми игра нека Не, улога. не. Кринж. Спринт ми е ко у Кринж. тенис еве да или у фудбал, со што сакате ќе ви споредам, ко у фудбал да земеш, не знам, у Англија Карабао. А тоа ми е спринт. Да. Па не е ни тоа, ама Уди ај, куп. пошто Карабао се смета бар за трофеј, Да, овој ова спринт ништо шо, не се ништо. смета, да. Е, добро, зимаат Освен 8 поени сега само. сега ќе направат вајда нова категорија кај што ќе се рачунаат и тоа спринт победи, ама Ама е добро, ете, 8 поени. абе се тоа све ти добива. беше направено, тоа све беше направено спринтови, тие работи све за пари, Па, за добро, да има но- поише Да, публика и публика, поише пошто очигледно активности, на еве така да кажам. квалификации не оди никој, никој. Не одат толку Но зашо ние бевме, ние практиците ги Па гледавме. добро, Више кога сме и јас платиле, више зашо кога да не? сум платил, да, и ја би Све идел. гледавме ние дури и Ја- Порше куп гледавме. Не бе стварно, Формула 2, кога бевме Ако- таму. Ако идам јас на такво нешто, да, исто. Ја би идел на све. И на практис дури. Да, Зависи каде, сега ако е у Монахо не можеш све, пошто е прескапо, Да. ама ако идеш на нека по така форма. Ние бевме Хунгароринг. Да, е па она е, мислам, најефтината у цела Европа. Да. За надвор од Толку пари Европа има. тешко дека ќе би ти дале, пошто не можеш. Кина, Јапонија, Скапи се ти. Сингапур да не збориме. Скапи се ти. И евентуално нешто Бразил можеш или па ни Америка До не Бразил можеш. како ќе стигне? Е па до Пешки. Бразил со авион. Ќе пливам до Бразил. Која ти е најмилена трка? Мене? Да. Мене се знае тоа, мислам, не вајда знаеш, може не памтиш, ама мене ми е Монако прва, Да, добро. втора ми е Монца, трета Добро. ми е Спа, Франко. Да. Што е у А Белгија. мене знаеш која ми е најмилена? Значи Монако, Белгија, тоест Италија и Белгија. А мене? Знаеш која ми е најмилена? Па не знам, вајда Монако од каде. Не, зашто да ми е Монца. Монако. Монца, вајда.
Монца ми е најомилена и знаеш зашто? Не знам. Зашто Ферари, не знам. Не. Тепаше таму, шајде. Зашто на PlayStation ми беше најлесно за играње. И кога почнаа игра, почнаа дамна игравме на PlayStation на 2 Формула 1 2011, колку кривини има Монца. 2014. Онака, И ме прашаат братовчеде која трка е Монца. Најлесно беше за вртење, да, искрено. па толку тоа викам колку Вака ми се посериозни свиѓа кривини интересна има. трка. Колку посериозни кривини има. Нема некој 2-3. Така, зборам за посериозни кривини кај што треба Нема, стварно нема кочење се. поише. Поише се Првата, правци. првата е најопасна и Првиот дел е малце така, да. Да. Па таму цело време кога играв, таму правев корнер катинг цело време. Warning ми даваш. Пеналти корнер катинг. Пошто ме Значи- мрзеше онако чипа вака и само. значи 10 секунди казна за окон. Да. 10 секунди казна и после ќе почна да се А нервирам и втора? изгаси. Втора и трета? Ова на времето, уште кога се возеше трката, Малезија сакав многу Куала Лумпур, Добро. ама више не се вози, така да не се рачуна. Втора ќе кажам Сингапур, Добро. трета и Лас Вегас. Ама сега многу време. Многу Предходно ме прашаш трета. Може, Монако, да. Не. Монако, ама не ми е... Монако ми е интересна онака како појава. Ама не е интересна трка да видиш како леле, ајде денески има драми. Да, зашо или- нема Нема, драма. кој земе пол позишн, обично тој тепа, 99%, освен ако не си да. Леклер. Или стратегијата нешто, да. Те зафракнат. Да. Да. Да те стават бокс. И што викаш оваа сезона Нема- пијастри? И да, искрено мислам дека ако дека Макс Верстапен, дали го слушна она дека ако до средина на сезоната, значи таму негде средина сезона кај фаќа. Август. Јули, август. Тогаш, ако Верстапен биде четврти, Четврти у Драйверс Чемпионшип. да, мислам дека така нешто беше. Што ако биде четврти? Четврти од Драйверс Чемпионшип ако биде или пониско, дека може да го Шо, скрати контрактот на Џорџ Расел и да оди у Мерцедес. Шо, Ако да рече го као скрати? не ќе, ако да, си има така договорен. Ајде. Ако му текне као не ќе, знаеш као Red Bull се канта, не можам ништо да излечам, му текне, доаѓам, сакам да потпишам за Мерцедес. И ќе сменат Расел со Да, Верстапен. пошо до лани тој беше договорот, нели, пошо Расел и Хамилтон беа. И на Да. Расел контрактот оствари неговиот контракт го крши и може да го смени Верстапен. Ако биде четврти или подоле. Значи од август може Верстапен да вози за Мерцедес. До јули. Да, Ако тогаш. биде четврти или подоле. Па не, И ако не се подобрат Red Bull, у јули последна трка е таа што е у јули и после И нема па до тогаш. крај на август, еден месец. така нема нешто формула. кога да прочитав и после тоа го проверував и да, значи ако сака Верстапен, ако одлучи дека не сакам да продолжам со Red Bull, ќе одим во Мерцедес и го зима седиштето на Расел. Тоа би било интересно, тоа е. Не, нема да биде интересно, шо Мерцедес има добра кола оваа година. Шо Верстапен ќе отиде и ќе освои со Мерцедес. Па не се знае. Не, бе. Кај знаеш, може до Не тогаш ќе. Пиастри ќе избега ептен. Не ќе бе, не. Зошто Ама- пак Мерцедес да не ќе пак исто тоа 7 години поред 8 што го гледавме пак да го гледаме? Не. Добро, ама Нека тоа се е седи за у Red оваа. Bull. Ама чекај, тоа е за оваа година. Може до година ќе се сменат работите пак. Не. Ако се деси тоа оваа година ќе остане Мерцедес после тоа. Не, зборам за колите. Пример до година не мора да значи дека Да, Ферари Мерцедес многу јака подобри кола ќе ќе бидат. бидат. Не, Ферари са Ферари. Ферари. Го знаеме нашето правило. Next year will be our year. Да, секоја година. Не знам што има многу Да, за да, коментирање. искрено мислам, да, Оскар Пиастри, најголема конкуренција на Пиастри, Ландо Норис, ако Ако му дое памет. ако се освести, да, Па тоа викам, ако му дое памет. ако се Ако почне да вози кој што треба. сериозно да се свати Мада работата, да, тркиве, може тркиве. Ама не вози лошо, ама не вози ни добро, треба возиш. Види, првиве трки се секоја трка си има нели различен интензитет, различна На тежина. некој подоб повеќе му лежи некоја Да, така. па тоа не се знае, може би овие првиве 6 му лежеле на Пиастри, може следниве 3-4 ќе бидат на, не знам,
Може и Леклер ќе Може и на искочи Ферари, да, може и на Леклер ќе. Не се знае тоа. Леклер, Хамилтон, се едно. Леклер, Монако, На тебе не ти е ја се има едно. Монако. Ти Не ми си е за се Леклер, едно, да, не ти ми си е за се Леклер едно. поише. Не пишува нигде дека си за Леклер, ама добро. Пишува. Пишува Пишува позади е, Шарл Леклер, да, ќе ти позади. покажеме. Позади 16-ка. Ши Кој не верува? времето кога беше Сајнц, јас бев поише за Сајнц. Јас го сакав Сајнц, ама се мора да имаш некој што ти е поомилен. Се гледа, бе, да. Да, тоа. Се гледа. Се гледа, пишуваш на Леклер, да, 16, број 16, да. Ете, Абе јас си бев на времето за Ферари за Алонсо. добро. Па после Фетел, па како доаѓа, знаеш. Да бе, да. Леклер ме поише онака. Ми се свиѓа како вози, само нема среќа. Не знам што друго искрено би коментирал за формула, освен тоа што го кажавме до сега. Тоа може другото парто. Да, ако сакаш би привршиле, не знам колку е саат. Па доста ја мислам. Ладно сум мислам. Па добро 9 саат. Мислеја. Така да снимаме едно саат и нешто сигурно, саат Да. и пол можда више. Парто. Ако сакаш, Ако има- завршуваме. Ако има видео, реков, поише, тоа го Поише кажам. лајка од поише томата, лајка од добро, томато, да. томато треба да. Не, дали 50. готово, дали толку да завршиме. Освен, не знам, ако не кеш некој спорт друг да прокоментираш, кажа за ракомет, кажа за тенис. Не знам друго нешто, борење, од кај да знам. Ако пратиш Сеќа. нешто, пикадо. Со Коста И се пикадо зафркававме гледавме, да да. ставиме пикадо тука и играв у пауза пикадо да едно фрламе. време. Да, може. Играв пикадо едно време, билјард. И билјард, да. Билјард се Бе, знае. мислам дека главни работи што требаше ги Рагби е завршивме. дил, мада тоа, томата. е поише. Американ фудбал? Да, да. Да. Томата е поише. Тоа сум тука. за Тейлор Свифт. За Не, Тейлор се Свифт. шалам. Не пратам, ама за овие ми се свија Канзас Сити. Како играат? Ја, ако мора за некој, јас сум Ма пак за не, Далас. не. Далас Cowboys. Да. И у Не, ги хокеј знам сум за екип- Далас Старс. Ги знам Знае. екипите, ама не пратам. Добре е, нека биде ова како завршна точка за овој дел. За овој подкаст, па здравје, ако има друг дел, да сме живи и здрави. Колку лајка за парто. Е па тоа е, сега ќе кажевме, а ти е колку ќе кажеш. Колку ќе каже гостина толку, јас не можам да кажувам. 30? Не, 30 малце, за 30. парто. Еве од позади камера имаме Не, некои 30. сигнали за 30 стопка. за парто, а ако имате, викам, ако случајно Не, направи 30 бум кима, не, и- 30 кима сигурно. Јас мислам 50. Многу за 50. Не се многу. Има верувам. 50, следен пат ќе дојдам со дрес од Халибуртон. Питерки. Надежно, не. Тешко тоа. Тешко малку. И јас мислам дека тешко. Тешко. Не бе, еве, 50 лајка, значи дечки 50 лајка за Андреја да дое тука парт 2 и ќе дискутираме за следната сезона. Пошто летово има многу планови, многу има за Абе, снимање. може тешко и е да се снима дискутираме за другите ми. А може и тоа, ако сакаш ти, Да. за актуелни теми. Ако им се свиѓа видеото, зашто да не? Мислам дека 100 лајка за да јадеме торта. Пишав јас, пишав Цела коментирав. торта, ама 150 се многу. Не, 150. Јас мислам 100. 150 за една цела торта не се многу. Кај можеме да изедеме Не, една 120. 120. Ма, јас и ти. И Васил доколку дојде тогаш. Да, да. До Ама тогаш не една се знае голема, до една тогаш. голема онаква од канела. Че голема торта. Канела, голема. 20 парчиња нека. 20 парчиња. 10 30. парчиња торта сакаш да Да. кажеш. Ајде 100 лајка, може 100 лајка торта тука или не е битно каде. Ако Јадеме дојде торта. 99 од лајк номи. Се шалам. Ќе се. Ако направам дојде 100 10 лајка, профили ако највише, треба. највише торти што имам изедено се 3 парчиња. 5 парчиња. Пет И тоа, да, 5 парчиња, ама не ги изов одма. Изов прво Ма 3. чекај го еден да збориш. Да, изов прво О, 3, еден после ден. тоа, за тоа, викам одеднаш Наеднаш највише што имам изедено три. се не, 2. Кај 3, што да. Ја одеднаш Добро, имам изедено може три. да можно е 3, да, можно е 3 пошто си сакам ја дебели, такви Од- така да едно како 2. Одеднаш сум изел 3, а Три, у добро, исти да, ден три. сум изел 7-8. 5, јас. Се знае ја по благото. Абе јас сум поблагото, ама Ќе гледате и по палачинките со томато, макбенкот, и
Иде влогот од Австралија, кој што касни месец дена. Може би е више стаен кој вие кога ќе го гледате ово, може и више е на каналот, така да ако е на каналот, гледате го прво, па вратете се тука. Австралија, ако го гледате влогот, во Австралија ќе врне снега клима. Да. На сонце таму се шета. Тоа е тоа. Што климе, што недоразбирање со едиторот и со другите од екипата на Хахов Муабет. Не го чепка едиторот си има. Ама да не одолговаркуваме ова видео. Фала ви што гледавте. Лајкнете, сабскрајбнете, споделете и 100 лајка за торта да јадеме. Така И да. ако има поише од на томато видеото, И ако има поише лајка од макбенкот на томато, знаеш што треба да направиш. Не верувам, ќе видиме, ама не верувам искрено јас. Јас да кажам дека следат интересни работи, што ќе има. Вие останува да гледате и да пратите што ќе правиме ние уствари. Така да се гледаме у следен подкаст, влог, видео, било што макбенк. Што било, subscribe, лайк, се гледам. Чао.